Дали си бил во некоја љубовна афера со некој твоја со партија? Добро вечер, ви велам од студиото на Канал 77 во Скопје. Новиот подкаст на Миро Кацаров, вистина или не, мада не е нов, затоа што веќе трета епизода сме или ги ставаме на детектор познатите личности во Македонија, оние кои што имаат што да кажат и оние кои што се интересни за јавноста. Многу е, да бидам искрен, тешко да се најде гостин, затоа што некако првиот гостин Филип Талевски и рекоментарот на македонската репрезентација поранеше на Вардар, на Бенфика и на многу други клубови, беше толку многу искрен и директен што мал милион медиуми објавија за него и за неговата корелација со Филип Лазаров, тоа е со Кирил Лазаров, со Филип Кузмановски, за односот со сите оние со играчи на теренот и така натаму. Подоцна имавме гостин од соседна Србија, Девито, кој што е еден ултра популарен гостин. Сега, бидејќи секогаш сакам да ја задржам публиката на оно ниво и секогаш сакам да имам интересни јавни личности каде што вистината ќе ја кажат или нема да ја кажат, ќе бидат искрени или нема да бидат искрени. Многу пати знам да бирам гости кои што ите како се интересни, но исте тие гости не ја прифаќаат, за жал. Поканата, некако двете претходни епизоди се мислев дали да кажам, дали да не го кажам ова, не ја прифаќаат. Не знам зошто не прифаќаат да ми гостува, дали се плашат од детекторот, дали се плашат тоа што имаат да кажат и зошто тоа ќе се открие, но дефинитивно многу пати јас знам да кажам дека ова само е забава, ова е шоу бизнис, иако детекторот 80% е точен, но на крајот од денот овде сме за да и дадеме нешто на гледачите кои дефинитивно ќе ги запознаат јавните личности да не поинаков фагол. Вечера со мене е еден таков господин, можам да го кажам, бидејќи така се однесува и према мене и према понежниот пол. Поранешен директор на зоолошката градина во Скопје, директор кој што имаше исклучителен успех во неговото работење и раководење на зоолошката. Директор кој што поранешен, кој што ден денес го бараат, поранешен исто така функционер на Социјалдемократски сојуз. Морам да ти кажам дека ова ми е прва вака интервју, малце посериозно, бидејќи сум дипломиран политиколог и така ја познавам политиката во Македонија. И исто така беше председател на градската организација на Социјалдемократски сојуз. Моментално си советник во град Скопје под воство на Орце Ѓорѓевски. Моментално си опозиција, не си позиција, но беше и позиција и ќе зборуваме за тоа. Малте не еден исклучително интересен лик кој што има секој што да каже. Човек кој што му пале коли, човек кој што си поднесе оставка во екота на изборите, човек кој што има поминато градски бури и ноќни животи мал милион, човек кој што без лак на јазикот знае да ги критикува своите, но и кој што знае да направи нешто со менеџирањето. Многу ми набеа песимисти за тебе, знаеш? Кој стана директор? Да. Баги и од новинари и од јавност. Сите вика зошто ти? На почеток не ме поддржа, искрено. Знаеш како од менаџер на ноќен клуб као директор на зоолошка? Чудно им беше, да. И беше чудно, но не веруваа дека можам да се справам со таков предизвик. Искрено и ја не си верував на почеток, малце се пцуев. Знаеш, многу интервју имаш дадено, си интересен лик, но овој пат ќе те слушаме да не поинаков фагол. Верувај, ние сме пријатели, но нема да те поштедам. Затоа што имаш што да кажеш и затоа што си умен. Мислам дека нема ништо лошо да кажеш. Од кога бев директор и препка и ноќниот живот, никад не сум бегал од новинари. Што потранспарентен, толку е подобро ова општество. Поишете ценат луѓето ако си поискрен. Така да. До сега си бил некојаш на детектор на лаги? Не. Знаеш како функционира? Па сум гледал нешто и ти ставаат на раката. Да. Те прашуваат, одговараш. Се плашиш? Па што би се плашил, не знам. Освен од смртта и од Господ, од ништо. А предизвик ти е да ти ставиме детектор на лаги да слушнеш 25 прашања поврзани? Не ми било, ама сега да, зашо да не. Ќе кажуваш вистината? Па ќе пробаме, ќе се обиде. Ќе зборуваме за се? Да пробаме. Спремен си? Нема проблем. Вам, драги гледачи на YouTube каналот на Канал 77, направите лайк, направите subscribe. Се гледаме за кратко, бидејќи јас сум нов
на YouTube сцената во Македонија и мислам дека со тоа давате поддршка и на новиот подкаст Детектор на лаги или вистина со Миро Кацаров и на канал 77, а бога ми на сите оние кои што ќе бидат ставени на предизвик и ќе бидат ставени на детекторот за лаги. Се гледаме за кратко. Добро вечер. Добро вечер. Втора етапа. Ти кажав од разговорот. Малце невообичаена. И затоа малце ќе бидам ја невообичаен. Прв пат е? Да. Првата етапа помина одлично, тоа е запознавање со вашиот карактер и како се шоприш. Сега вака. Започнуваме еден дел од нашиот разговор кој што се нарекува вистина или не со Миро Кацаров, ова е тоа. Те ставивме на детектор. Те молам само сконцентрирај се. Па сум, ама прв пат опет чудно. Така? Да. Мораш раци да те бидат исправени, пошто сега не ти го гледам оне како ти варира пулсот и пикот. Тоа е добро, иако, нели, самиот body language кога лажеш. Па спиран сум веќе Да, оставен. добро. Ничи. Раци вака ќе ти бидат, да, тоа што гледаме на превјуто. Најпрви, сакам да ти поставам неколку прашања за вовето на полиграфот. Дали си спремен? Ајде, постави. Дали се викате, може на ти, нели? Дали се викаш Георги Галетановски? Да. На дедо ти си, на кој си? На дела. На дедо. Кој ти го да името? Кума. Кумот, така, како... Старо комство. Старо комство. Се анализираат, пошто не си не гледал до сега кажа, се анализираат одговорите, има 30 секунди, затоа морам да ти поставам под прашање, додека твојот одговор се анализира на Старо детекторот. комство. А си го сакаш името? Па да, реално. Джоле, моле те викам дека? Па различно, Ѓорги, Жоле. Мада знаеш и градот Чомбе и дома ме вика. Да, тоа е второто. Дали ти е надимак Чомбе? Да. Од, Yes. од дете. Што е тоа Чомбе? Чомбе имаше една емисија порано, вајда си ја гледал ти Трздвија Скопје се. Е, одамна е тоа. Култна серија Пуф, беше. 80-тите, кој е 90-те? Крајот на 80-тите, Да. значи ние чим бевме деца. Да. Која генерација си? Јас сум 82-ра. Маша, 86-те, постар си од мене. Ама си ја гледал стоп. Да, како не. Имаше еден. И се прераскажува до денеска реплики. да. Исто, И од тоа ме завика па. одлично. Едно прашање кој што не е секојдневно. Дали некојаш си мислел дека твојата оставка од директорската функција ќе влие на твојата политичка кариера? Не. Зошто би влијал? Ќе притиснам не. Кога се откажа од директор, се откажа своеволно. Самоволно отидов си побара постав. Никој нит не притискал. И то 2 пати ја барал градоначалничко. Третиот пат. Секретарот ја потпиша оставката, нема. А не кеш она да како да ти прифати? Некако демек немали време, од кај да знам, видов дека не ни сака, мене поише ми беше да видам што планира со зоолошката, со живи битија има таму него за мене, што е. Толку беше. Дали некојаш се сомневал на поддршката од твоите колеги од Социјалдемократскиот сојуз? Да. На кој начин што се сомневал на оние од градската организација од Централен комитет? Не. Општо видете, во секоја заедница не може сите да ве сакаат и да ви мислат добро. Не е ни здраво тоа, нормално е, меѓутоа некогаш се појавувале некои што најмалце си очекува, што за нив си дал све
а ти вратиле со некои ниски фори удари за они да се издигнат дали над тебе, дали над некој друг. Мислат дека те искористил, знаеш. Негде им проаѓа се, те мене, пример, не им прошли. Дали имаш преддоговор со градоначалникот Орце за нов директор на зоолошката? Нема такво нешто. Сигурно? 200%. Прашајте го слободно. Освен здраво, како си, што преш, почитување умало. Со Орце се знаеш? Да, подкисала вода. Плюс искача кај што искачаме сите. Никош немал таков некој договор у кафана, у ресторан, кај него кабинет, Ништо. на телефон. Нит сум бил у кабинет кај него, нит сме збореле за такво нешто. Да, ме прашувал како сум функционирал у зоолошка, што би требало да се направи за да се крене такви муабети, општина, но да, преддоговори, што да не. Дали некош си мислел дека твоите јавни настапи се погрешно разбрани? Дали јас сум мислел? Да. Па сум помислил, можеби некогаш, меѓутоа не сум се покајал за ниједен. Да или не? Да. Имаш многу пати излезла на јавни настапи, имаш многу пати разговарано за тебе, за твоите дела, за тоа што имаш направено, што немаш. Некој ще било забрането од партија да се појавуваш, ова е пат прашање. Затоа што беше едно време многу и, како да кажам, застапен на социјалните медиуми, секој, тоест на секој, имаше твој коментар на секој или на нечи пост. Моите јавни настапи биле повеќе за делата што сум ги работил, не за политиката. И немало кој да ми забрани јас како да зборам на телевизија. Можеби не им се допаѓале некои мои настапи, но никој не се осмелил да ми забрани да настапам негде би било тоа. Дали е точно дека не разговарате повеќе со Зоран Заев? Не, Не е точно. не, Че разговарате? да. Со Зоки, како што знаете ви у партија да го кажете. Зоки ти го викаш? Па, да, Ти беше директор кога беше Заев на власт? да. Да. 2018-та, 2021 на крај. 3,5 години. А претходно исто беше у партија. Партија бев од 16 години. А пред директор имаше некои други функции? Не, ништо. Таа ми е единствена функција што сум взимал, што била плата. Друго ништо. Дали е точно дека си во лоши односи со Венко Филипче? Па не би рекол. Не сум имал за што да се скарам. Не сум се скарал. А сте разговарале пред оставката твоја? Не сум разговарал, можеби 2-3 месеца го нема видено, пошто обавези, почна кампања ово она и после изборите си дал поставка и не сме ни седнале да. Значи не си во лоши односи. Не сум имал за што да се скарам. Моја одлука била оставката лична, како што кажам. Се анализираат твоите одговори? Нека се анализира. Тоа му е работа на детектор. Пулсот ти е многу интересен. Гледајќи одаде, ја би, но нема како да го видиш, ја би ти го покажал. Вака ти варира, што за мене е вака многу интересно ова чудо. Дали некојаш си се чувствувал изолиран во некоја политичка одлука донесена од Социјалдемократскиот сојуз? Да, Во кој? па во неколку сега не можам точно да ми текне, ама сум се осетил изолиран. Намерно.
Ти е било криво? За некои одлуки да, за некои не, пошто се испоставила дека среќа што сум бил за дека искочило како што јас сум мислил. Добро. Дали знаеш кој ти го запали твоето возило? Појма немам. Се уште се трудам да го знам. Па сега може би... Не. Не, стварно немам. Добро. Ги замоли јавно, нели, Тошковски и МВР за... Па да, стварно сакав да дознам, пошто ти бар знаеш, никој не сум навредил јавно, ниту сум направил, не сум наштетил на никој за да ти направи таква подла кукавичка работа. Тоа е штета, така, колку многу голема штета. Ти беше осигуран? Не беше бе, кредит има вземено за таа кола јас. Те враќаат уназад. Те враќаат уназад, така? Да, и не е тоа бе, поише се стресовите дома кај твоите, кај комшиите, ипак ја важам за човек што е окей со сите, помага на кој може, не сум одбил никого. И знаеш, чудно им стана и не им беше јасно. Дури еден... А дали мислиш може би дека е грешка нешто тако? Сакам да верувам така? дека е грешка. Меѓутоа, знаете што, среќа што имаше сведок. Еден газда на сервис за БМВ, па му го однесов ова второ, имам постаро сега. Земав од еден пријател. Го возам и требаше да менја нешто. И преме мојот ми вика, што ме знаеш, што среќа што има сведок, вика, за твоја кола, што видел како се пали. Викам, зашто? Зашто вика, овие БМВ-ња имаат мана, тоа ДП филтер им е. Само се пали. Викам, многу случаи последниве 2 години преку 10 се имаат запалено сами. Дали мислиш дека членувањето во политика и твојата функција моментално во Советот е покомплицирано од оправувањето во зоолошката градина? Не. Затоа што знам и сум бил на тоа место и ја знам одговорноста што ја носи таа функција. Не ти е тешко да се расправаш за буџетот и за ребаланс на буџетот, за сите оние работи со кои што град Скопје се соочува и ќе се соочува наредните години. Да, но сега е дојдено со блокади, време, со деблокади. Да, но сега е дојдено едно време каде што не смееме ние да блокираме. Ако си човек што го сака градот, треба да ги поддржиш сите позитивни. Саш да кажеш дека научив се од претходното. Се испостави дека блокирањето е многу погрешна тактика за Скопје, го донесе до нулта точка, до минус, кај што треба уште 2 мандати некој му треба да го врати. Ако сакаш, сега видете, има еве пример Левица, глумат, сакаат да глумат, да собираат политички поени. И во новиот состав? Па да, ги гледам го блокира и буџетот. Не ми е сватливо како може некој против сам себе да си гласа, али побитно ви им е важно... Колку советници влеговте? 5. 5. Интересно прашање, бидејќи имавте многу убав однос со господинот со кој што ќе го споменам. Дали е точно дека не разговарате со Петар Шелегов? Па не знам како да одговорам, пошто долго време немам контакт, стварно. Али еве, нека биде не е точно, пошто стварно не сум се карал со него лично. А немам контакт балги време, може би 2 години. Така да еве ќе кажам не што и да покаже, пошто не сум се скарал за да речам немам. Не знам како да го одговорам тоа стварно. Знаеш, да не си скаран со некој, а да не контактираш, како да си се оддалечил без потреба му доаѓа нешто. Не сум имал никакви караници со некој, лично.
Мислам дека и Петри Шлеов те постави да бидеш директор, така? Беше негова одлука. Да, негова одлука беше, тоа сум го кажал. Дефинитивно јавно. не, твојот конечен одговор. Па не, стварно. Знаеш, едно е оддалечување така, спонтано, друго е да се скараш. Јас не сум се скарал со Петри. Многу беше внимателен, морам да кажам, жими се. Ги мрдна прстите, се покажа еден пост, мора да ти го сликам на Петри Шелегов. Чекај, само да не ми избега пошто иде. Да видите и гледачите како. Види како ти се покажа. И што значи тоа? Па само да ти покажа, дајте малце, може ли да видите? Па тоа значи дека се возбуди. Гледате Па, како? знаеш, близок си бил Да, колку не дајте овде. Не Да. може дека го мрднав просто. Па мрдањето на прстот што значи, затоа што ти кажува и body language-от, или ти си беше мирен до сега. И затоа што бевте многу блиски. Па сега и ти ми да. постави вкрстено прашање, стварно не сум скараме, јави му се прашају. Ама никој не кажа дека е сгаран. Добро, те возбуди прашањето, ете. Ти те научи политички да разговараш сега. Беше у политика, али. Добро. Уште едно интересно прашање, кое што изминативе години го гледаме многу. Морам да те прашам тебе да ми одговориш искрено и да ни кажеш дали ги имаш казнато тие или дали го имаш казнато тоа дело. Дали си бил сведок на кривично дело во зоолошката? Не. Зборам кривично затоа што според мене, може би според законот е кривично дело кога угинува животно или кога од несмасност угинува животно или Да, ама кривично дело е некој од вработените да убие животно, ја да гледам или да загине од да го отруе некој. Ја не сум имал таков право. Немаше во твое владење? Нема. После заклаа 5-16 конфликтално. Така? Да, не сум имал ја таков право. Би го... Не. Не, Да. Би го осудил? Сместа би го избркал. Да. Од работа Не би го го мислам више. Со која душа го прават тоа? Со која се... Или несмасост, или неразбирање, или, Како би го тоа формулирал? Види, јас дознав дека пред мене што била некоја директорка, од што не ја сакале и обесиле срни. Знаеш што е срна да обесиш? Да. Прво, таа директорка ако видела дека не ја сака, требало да си даде оставка. Тешко Тоа не е тоа, институција, да. да. После мене што ги заклапе 16 коњи, имаше некој оправдување дека ради биле стари, не можете ништо, се косиш сам себе, не можеш ти ако се стари да ги колеш и да ги раниш животните со тоа. Така да, ја не сум бил сведок, и би го санкционирал одма. Добро, а дали некој ти има нудено пари за да кажеш дел од плановите на твоите лидери од СДС кога станува збор за избори, за предизбори, за локални, за парламентарни, бидејќи дефинитивно Чомбе вазеше за еден од оние кој што беше, како да кажам, беше председател на градска, предходно беше дел од бастионот на СДСМ во Киселовода, беше од она градска школа кај што агитира за гласови, кај што собира луѓе, кај што онака едноставно носе гласови на СДСМ. Миро, ја у политиката сум влегол многу рано и многу честно и никогаш не сум ја гледал како момент за богатење. Свесен сум дека на моменти многу ми штетела и ми штети, пошто мене јавноста не ме прифаќала никогаш. И свесен сум дека ни сега како политичар не ме прифаќа. И можеби опонентите знаеле каков човек сум и не се ни посудиле да ми понудат пари за да нешто им вратам за избор. Така не сум имал таков момент во животот. Добро. Дали е точно дека бевте претендент за кандидата за градоначалник на град Скопје, но подоцна бевте изоставен и на тоа место доека е Шукова? Да. Бев на анкети. Кој што знам и... Немаше доволно поддршка од партијата? Абе, сега немаше доволно поддршка.
Сакаат доктор да стават, со професор. Заменик министри, пошто кај што беше заменик министри, мислам, ако не се лажам. Беше заменик министр. Да. Екологија. Види, искрено, јас не се ни борев да бидам кандидат за Скопје, никогаш не се борев. Може би само оставив премногу простор за други да се борат. Едноставно, партијата решила да поддржи Каја Шукова. Каја е добра жена, све, ја не можам за неа ништо лошо да кажам. Може би не профил на човек што може да биде градоначалник, но јас знам јас како честна жена и немав ништо против и кога кажа и кога тераше, али тоа е. Дали мислиш дека со твојата оставка и повлекување од функцијата ги остави членовите на ЦДЛ? Не, никогаш. Јас не сум си отишол од партија. Даде оставка и тоа за време на избори. Функција. Па да. Затоа што Скопје завршил првиот круг. После првиот круг беше? После првиот круг ќе се завршил. Значи за време на целата таа еуфорија, предизборна кампања. Миро, завршуваш кампања. пети у Скопје. Пета партија у Скопје завршува. Да, тоа е катастрофа реално. И што бара Чомбе, сега понатака. Треба ли да проба некој друг? Дали Бранко Црвенковски не добриот лидер на СДСМ до сега? Не. Категорично? Лидер може би да, уствари лошо кажа. Лидер може би да, но политики, партиски решенија не. Не знам како да го одговорам. Не знам како и ќе го анализира. Одговорат. Имаш што малку прашање да кажа? Не, дефинитивно. Дали си бил во некоја љубовна афера со некој твоја со партија? Не. Да. Љубовна афера, љубовна врска. Сега ти си кажа афера, значи не сум бил во афери. Да. Мислам дека овие се последните. Ми се пуши цигара. не. Прашање динамиката е добра. Дали би преминал во редовите на ВМРО ДПМН? Не. Зашто би преминал? Ја сега ми е вака и порад кога би се вратил искрено у граѓанскиот сектор скроз. Не сум менјал никад у живот политички партии и не знам зашто би менјал. За некоја добра понуда, например, за... Сум имал добро. Така? Сум ги одбил пред сведоци заради директорска функција. Ги чекам јас. Одговорите. Чомбе, дали се повлече од председател на градска организација поради лични причини, малте не фамилиарни? Да, таков ми беше мене и објаснувањето, лични и морални, фамилиарни не. Ама нека биде да. А дома твоите се согласуваа со таа одлука, некако и... Моите не се мешаат никако, моите одлуки. Види па, познавајќи ја Значи, никогаш- улогата и функцијата на председател на градска организација со добивањето на власт, локална или извршна власт, ти добиваш убава позиција. Министерска заменик, министерски Миро, така е. натаму. Меѓутоа, јас многу сум бил свесен дека тоа е многу далеко и, како што ти кажав и јас,
кога дојде СДСМ на власт, не бев од оние што идеа и му викаа на Зоки шефе цел ден, и му бараа функција и газеа преку лечеви за да ги стави. Те добија ли функција што ви кажа? Па ги добија. Јас чекав нешто да фатиме што ми беше предизвик. Зоолошката ја видов како предизвик, ја година дена немав никаква функција од кога дојде СДСМ на власт. Нит сум го молел дали Зоки, дали Радмила, кој они беа тогаш одлучува. Стана Петре градоначалник, остана таа институција, никој не кеше да се нафати, ме праша ке ти одговарали. Викам, каде бе, што ќе брам тука, не сум бил у Зоолошка Од дете. од 10 години. Ми е многу интересно прашање сега. Ама се испостави дека беше Дека си добра одличен, одлука, да. Дали после оставката би отишол на лекарски преглед кај Венко Филипче доколку мораш? Не дај Боже да, Да. нормално. Сепак он важи за број 1 у таа професија. Докажано. Не дај Боже, че да се помеснам. Абе, добро, не види Да не се. покаже тоа дека Не би толку суеверен. Дали сакаше да го откажеш интервјуто пред да дојдеш? да, Знаеш, вчера. знаев. Како се чувствуваш? Освен тоа што беше... Ова е трета етапа, ајде малку да се опуштиме. Многу ладно бе студијала ме. Да, бе, ај сега те менја темата. Кажи како беше, а? Не е пријатно, нели? Види, знаеш зашо? Не дека е пријатно, не е пријатно. Меѓутоа, стварно немав што да лажам. Може Не. нешто од култура излажав, ама видите, кажи слободно. Можам да кажам каде излаш така. Слободно, што? Драги гледачи, детекторот ги анализираше сите оние прашања кои што ги поставивме. Имаше 25 прашања. Од тие 25 прашања, Чомбе не ја кажа вистината на 5. 20 прашања беа вистина. И некако многу сум горд затоа што и Филип Талевски и Девито поголем број од прашањата му беа вистина. Народно кажано ја почитуваат мојата истина и не доаѓаат овде да као да губат време. Едноставно влагаме или влегуваме у филм и окажуваме тоа што треба да биде. Многу интересно е тоа што тие прашања кај што знаат дека ќе излаже. Или не ја кажа вистината, зошто? Па дека ме знаеш 20 години сега, иначе. И ме фати може на сец... Ја не те фатив, те фати На детекторот препад ме на фати, препад. остај сега. Па виде, го Од виде еднаш пикот. ми поставуваш, па добро бе, нема врска. Нема врска бе, убава емисија и треба да дое секој што е барем 50% искрен у животот. Не излажа за значи не излажа за партијата, не излажа за колото дека не го знае, овој каже го човекот кој што му запали. Не излажа за многу работи поврзане со Социјалдемократскиот сојуз, не излажа тоа дека повторно бил кај Венко Филипче, не излажа за Црвенковски дека мисли дека не бил најдобар лидер. Излажа за тоа што дека немал љубовна афера со некоја со партика. Ама лошо беше формулирано. Не беше убаво формулирано. Дали си имал љубов и дали си бил во Афера љубовна... и врска е различно, Миро, за тебе може би живото... Да бе, сега ме факеш, да, нема врска. Афера, гледај, не, ја не кажав дека си имал скандал. Не разбираш афера, па затоа што сте били од иста партија, затоа што сте били интересни и е била како некој љубовна афера. Океј, да, добро. Ти Не кажа- шири, океј, сум излошал. Ти кажа дека не, тоа е точно. И една многу интересна работа, излажа дека сте во добри односи со Петре Шилејов, таму покажа одма кривата. Ама и тоа ти беше фора прашање, човек. Едно е да си скарам, добра е, нема веќе. Али зашто фора така си беше поставена? Добра бе, добра. Да, за тие две работи. Ајде ќе гледа и он, вајда, може ќе дојде. И ја не сум се слушнал со него многу време. Ти си се чула одамна? Не. Многу време. Јоан е искрен човек, не лаже, тоа му е нешто што му почтува, може и ќе дојде, викне го. Останете на радиото на канал 77, ние бевме на YouTube каналот на 77. Направите лайк и subscribe, следете на секој четвртак од 20 часот, бидејќи исто имаме вакви интересни
прашање за сите оние кои што се интересни за вас, а богами и за нас. Тоест, ние гледаме прво за вас, што е интересно, потоа за нас, бидејќи вие сте нашата ценета публика и наша верна. Сакаме се почесто политичари да имаме кај нас во студио, но некако што кажа Чомбе, малце се плашат или народно кажано се боат од тоа што ќе ги поставам, како ќе ги поставам прашањата и детекторот како ќе ги формулира. На крајот денот тоа е само забава, иако прашањата 80% се, како да кажам, детекторот 80% ги или е релевантен со тоа што како ги дава одговорите и ги анализира. Останете така, внимавајте, бидејќи од епизода на епизода ќе имаме се побрутални прашања, се најдеме побрутални одговори, побрутални гости, за да може да фатиме еден ред на интересни јавни личности. Чомбе, ти благодарам што кажа вистината, ти го помина полиграфот. Да, секое време, да. И добра пракса и треба и политичари да прифаќаат, барем ќе видиме кои се искрени, кои Така? да. Не заборавајте, се гледаме наредната недела во нашиот редовен термин, да ги поздравам моите спонзори Фокабо, градски трговски центар, Приземје, нешто најдобро за машка градероба, италијански шмек, и да ги потенцирам моите спонзори Автовелт од Кочуни, кои што дефинитивно го имат најголемиот избор за автомобили. Јас од таму возам еден одличен BMW X Kets. Се гледаме наредната недела, јас ве поздравувам. Ćao.